Да направиме една проста математика. По мој пресметки, некој кој што дома сум ги правил, 4 члена од семејство, зборам со деца кои што више јадат нормална храна, кои што јадат сите у фамилијата, некаде околу 30 до 40.000 денари се потребни само за храна. Само за сметки, за издатоци, такви се некаде околу 20.000 денари. Тука не пресметавме гориво, со овие бројки стигнавме некаде до 50.000 денари. Уште 6.000 денари минимум за гориво да идеш до работа и назад, друго превозно средство, да речеме 2-3.000 за автобуска карта месечна, ти стигаш сигурно до 56-57.000 денари. Ова е без оние средства за хигиена, брашо како треба да купиш у месецот, ако имаш мало бебе, пелени да купиш, храна за бебето. А алишта или голки шеташ? Секако стигаме до бројката што има синдикатот објавено, дури е конзервативна. Он упорно гледа да ја држи помала кошничката за да може да ја држи минималната плата доле. Носи 50.000 евра сат, а смета дека 350 евра минимална плата е доволно да преживееш. Зашто пази, ако кошничката е поголема, значи дека минималната плата не е изводлива да преживееш со неа. Значи он на него носи по 5 по 10.000 евра гардероба. Не знае што е кошничка. Најголема иронија, најголем курч што го видов е кој рече: "Еве ја прошетав, отидов сам без обезбедување да пазарам", затоа што не разбира човекот, он не сочувствува.